I would like to invite Mr. Stojan Angelov, Director of Crisis Management Center, to address. Почитуван министр за внатрешни работи господин Оливер Спасовски, почитуван полковник Ровел, представници на главниот планирачки тим на НАТО, представници на главниот планирачки тим на Република Северна Македонија. Дами и господа, од името на Центарот за управување со кризи и од мое лично име како директор, ми представува особена чест и привилегија да ве поздравам и да се обратам во оваа прилика. Добре дојдовте во Охрид на финалната планирачка конференција. Република Северна Македонија ја има таа чест да биде домакин, а Центарот за управување со кризи организатор на 19-тата НАТО вежба Република Северна Македонија 2021 во партнерство со Евроатлантскиот координативен центар за одговор на катастрофи. Затоа би сакал да го искористам овој формат да се заблагодарам на представниците на главниот планирачки тим на НАТО, како и на националниот тим, кои несебично помогнаа во административните подготовки и организација на подготвителниот процес. За Центарот за управување со кризи, како дел од нашиот безбедносен систем, членството во НАТО е придобивка сама по себе. Можноста за збогатување на знаењата и продлабочување на искуствата, да се тренира и учи под знамето на НАТО, значи да се биде дел од еден интегриран и високо обучен систем, на чија поддршка може да се смета во секое време и во секоја ситуација. Република Северна Македонија подготвено ги презеде одговорностите и обврските што произлегоа од полноправното членство во Алијансата, вклучувајќи го и долгорочниот процес кон регионалната и евроатлантската безбедност и стабилност. Стабилна и безбедна држава, како полноправна членка на НАТО Алијансата, е огромен чекор напред за развојот и просперитетот на нашата земја, но и на целиот регион. Само заедно можеме да ги надминеме предизвиците и заканите на новото време и да се залагаме за вредностите во кои веруваме. Во овој контекст, Центарот за управување со кризи во голема мера се обидува да оформи ефикасен систем за управување со кризи, истовремено обезбедувајќи функционално единство на националните институции, локалната самоуправа, невладиниот сектор и академската заедница. Вклученоста во престојната НАТО вежба би требало да представува привилегија за сите учесници, бидејќи представува одлична можност за поддршка на националните власти и градење на нашите капацитети преку подобрување на готовноста при природни катастрофи и катастрофи предизвикани од човек, подобрување на планирањето, превенцијата и одговорот, а со тоа ќе се зајакнат националните капацитети за одговор при итни ситуации. Размената на достигнувањата и научените лекции од предизвиците со кои глобално се соочуваме се многу важни компоненти во процесот на планирање на ресурси и поголема подготвеност за превенција и рано предупредување. Во овој контекст би сакал да истакнам колку е важна дигитализацијата на системот за управување со кризи преку НИКС системот, следна генерација на инцидент команд систем во Република Северна Македонија. НИКС како алатка за просторно прикажување на податоци во реално време овозможува брза и ефикасна комуникација и координација помеѓу субјектите при донесување на одлуки за ефикасно ракување, целосно и вистинито информирање на медиумите и обезбедување напредни информации за граѓаните во реално време со зголемување на знаењето за ризик и подигнување на свеста. Токму престојната НАТО вежба ќе биде одлична можност да се тестира функционалноста на овој оперативен систем. На крајот би сакал да посакам плодна работа на сите учесници и ова искуство успешно да го пренесеме на престојната вежба во септември. Ви благодарам.
Thank you very much, Director.